Националното единство е нужност, а премиерот Димитар Ковачевски пропушти историска шанса за национално обединување и можност да се зацементираат позициите на заштита на националните државни идентитетски линии, вели првиот човек на ВМРО ДПМН. Мицкоски е дециден дека има информации оти во игра на преговарачката маса со Бугарија не е ставено само вметнувањето на македонските бугари во уставот, туку и културата, јазикот и историјата. Ваквото одбивање на подадена рака за национално единство значи само едно: дека Ковачевски, наместо во коалиција со народот и на страна на државните и национални интереси, е во коалиција со Бугарија и продолжува да биде слеп послушник и застапник на политиките на заевизмот, политика која што кај нас е жестоко веќе поразена од народот. И практично тој поддржува се она што тие бараат. Тука морам јавно да изразам сомневање дека барањата на Бугарија и она за што преговара Ковачевски е многу подлабоко отколку промена на уставот, те повторам, и вметнување на бугарското малцинство во него. Тука на маса и македонскиот јазик, историја и постоење на македонскиот народ во историска и политичка смисла и контекст. Премиерот Димитар Ковачевски пак категорично ја одби фрлената ракавица од Мицкоски за национално обединување. За него единство и застапување на државата се правела во законодавниот дом, а не со еднострани декларации. Според Ковачевски, со тоа само се попричува процесот на разговори што се водат со Софија во духот на европските вредности. Единството и застапувањето во нашата држава се прави во законодавниот дом, кој што представува дом на сите граѓани, кои што се застапени од претениците, и доколку ВМРО ДПМН мисли дека со еднострани декларации, со кои што единствено се попречува процесот на разговори, кои што се водат во духот на европски вредности и на задржување на достоинството на сите граѓани дека ќе помогне, тие го прават токму спротивното. Мнозинството во парламентот не ја прифати ниту декларацијата на опозицијата со која требаше да се заштити ликот и делото на македонскиот револуционер Гоце Делчев.